Јас сум Михаил Готовски, проектен менаџер на проектот подобрување на учеството на помалите заедници на локално ниво. Самиот проект се занимава со припадниците на помалите заедници, односно на турската, српската, ромската, влашката и бошњачката заедница, кои што живеат во 5 општини во Република Македонија, а тоа се Тетово, Куманово, Битола, Прилеп и Кочани. Проектот беше замислен заради недоволно средства за да можеме да ги покриеме сите општини на целата територија на Република Македонија. Имавме изберено 5 кои што се со различна етничка структура за да можеме да извадиме определени податоци во општини каде што се поразнолика застапеноста на заедниците и општини кои што се по-монолитни. Проектот трае година и пол, почна на 1 април минатата година, а завршува во септември оваа година, со тоа што веќе сме во завршна фаза на спроведување на активностите и најголем дел од планираните активности се спроведени. Во оваа фаза ви информираме дека главна целна група ни беа представниците на помалите на локалните здруженија на граѓани на локално ниво и представниците на локалните власти, односно представниците на општините и представниците на подрачните единици на министерствата и определени агенции и фондови кои што работат во самите општини. При што направивме два вида на истражување. Едното е со над 1000-1100 испитаници на територија на овие 5 градови, овишни граѓани кои што дадоа релативно издржајни интервјуа по однос на прашањата и темите кои што сметаат дека се од нивен голем интерес. Од друга страна, представниците на локалните власти, на општините, на подрачните единици на министерствата и представниците на локалните здруженија на граѓани, на околу 40 до 45 работни дена на различни обуки, семинари, работилници, квартални средби. Работевме со цел да ги дознаеме самите интереси на базата, на општините. Откако дојдовме до теми кои што самите луѓе во општините ги сметаат дека се најприоритетни, заедно со општинските власти направивме стратешки документи. Самиот проект ги направи, и тоа два стратешки документи. Едниот е стратегија со акционен план, а другиот е програма за спроведување на стратегијата. Еден со друг се надополнуваат стратешките документи. Моментално сме во ситуација каде што ги имаме испратено до сите 5 општини овие документи, а пред месец дена општина Прилеп и општина Тетово веќе ги усвоија, односно овие стратешки документи самите општински совети ги усвоија како документи на општините и се поле за понатака локалните здруженија на граѓани да продолжат да работат заедно со општината во развивање на темите кои што им се од битен интерес на граѓаните и на представниците на општинските власти. Главни теми на кои што работевме се издиференцираат 3 теми: делот на вработување, делот на образование и делот на заштита и промоција на културните права на помалите заедници, каде што се предвидени низа на акциони, действија, индикатори кои што треба да се исполнат за да може понатаму да се постигне значаен напредок кој што самите граѓани ќе можат да го видат. Паралелно со тоа, работа која што треба да ја напоменам е тоа што откако ќе заврши проектот, со цел да не спласне целата таа работа која што имаме до сега направено, самиот проект беше замислен и е остварено тоа да околу 42.000 евра средства од делегација на Европска Унија, која што е донатор на проектот, ги субгрантиравме на помали здруженија на граѓани кои што работат локално, со цел да ги зајакнеме нивните капацитети, да спроведат определени проекти и проектни активности кои што се блиски до проектните активности на самиот проект кој што ние го спроведуваме, и за понатаму по завршувањето на нашиот проект да постојат здруженија кои што ќе продолжат да работат на развивање на мисијата и остварување на резултатите кои што се ги поставили. Какви амбиции, какви очекувања имате со почнување на проектот и завршување на проектот? Проектот ги надмина очекувањата. Самиот проект беше направен така да обврска на проектниот тим ни беше да ги составиме и поднесеме стратешките документи до општинските власти. Меѓутоа, ние веќе успеавме два стратешки документи да бидат усвоени на советите општински, што е голем чекор напред и конкретизирање на соработката. Тоа што цело време беше повторувано на сите настани дека локалните општински власти се залагаат за соработка и изближување на
на работата со локалните здруженија на граѓани, односно за заеднички да постигнуваат резултати, ние веќе го формализиравме со документ општински. Така да 2 општини веќе го имаат, другите 3 општини се сериозно заинтересирани да ги усвојат документите. Така да не може да се каже дека не се надминати правично поставените задачи за спроведување на проектот.